Токму планинарењето, а и планинарите се оние кои што ги гледаме почесто на македонските планини, особено на водно, и тоа за време на викендите. Имаме уште еден викенд пред нас, ако немаме многу дожд или барем ако нешто може би се смени, имаме можност да го посетиме водно, но не само тоа, тука се и планинарските тури кои што ги организираат нашите планинарски друштва, кои што повторно ќе речеме се навистина во една добра бројка. За планинарењето во зимски услови, за тоа што носи ваквиот тип на планинарење во смисла на предизвици, за безбедноста и за се разбира одговорноста, но и за тоа ако имаме на ум да трнеме на некоја планинарска тура во зимски услови, малку подетално и во продолжение за бенефитите по нашето здравје, за сето ова во целина зборуваме со Дејан Дуневски, наш гостин, основач, планинар и водич се разбира во планинарското друштво I Love Hiking, или мораме да преведеме го сакам планинарењето, и неспорно е дека планинарите го сакаат планинарењето, особено оние кои што се редовни и активни. Дејан, добро утро. Добро утро, фала на поканата. Баш како што срочивте, го сакам планинарењето е група која обожава да иде на планини во викенди, без разлика какво е времето, дали е дождливо, магливо, сега да не е екстремно да задоволува нели оној нормален тек на настани, за да немаме не дојдеме до некои несакани ситуации, да. Водно во недела би било окей да се помине, да се качи, поради тоа што тука и да не наврне малци, имаме нели жичара, се спуштиме, ќе си го изработиме тренингот, ќе ни биде све супер, ќе се вратиме дома така здрави, весели, ќе си го поминеме после остатокот од денот многу брзо со семејството, поради тоа што нели ќе не симне жичарата и одмah сме во градот наш. А додека пак одиме на поголемите планини, таму ќе треба малце поголема припрема, нели поголемо внимание на сето тоа, да видиме временската на тело од Сабајле, да погледнеме убаво на светот, сето што не обкружува, да земеме опремата битна за тој период од денот и да се упатиме кон високите планини. Така е, кога зборуваме за планинарење во зимски услови, се разбира дека оваа сезона е поинаква од останатите. Ако зборуваме за пролет, лето и есен, некако можеби поприлагодливо, или барем ние така го чувствуваме дека и полесно, или пак кога го гледаме сонцето рано наутро, повеќе можеме да се мотивираме да трнеме на планина. Кај оние кои што навистина го сакаат планинарењето, кои што се активни планинари, тоа нема голема улога, но ако зборуваме за оние кои рекреативно сакаат да отидат на планина, веројатно прашањето е што е зимската сезона поинаква од другите, поточно што е потребно за планинарење во зимски услови? Зимската сезона е по-небезбедна, да кажеме, за разлика од другите три сезони. По-небезбедна поради тоа што бара има една непозната, тоа е снегот. Покрај снегот, нели, доаѓа ледот, братот ветерот тука се погрижува да ни биде постудено, ако не дај Боже нешто се намокриме, и сето тоа придонесува да немаме голема безбедност при движењето на планина. Еден риск менеджмент се изработува, ние кога ги изработуваме турите од нашиот клуб, еден риск менеджмент за да можеме да средим, да одредиме дали тој ден тоа планинарење би било безбедно. И сега има кај нас една изрека, немаме лошо време, имаме лоша опрема, да, и сега купуваме добри опреми, ама сепак мора да се придржуваме кон правилата и на природата, тоа што она го одредува баш тој ден. Поради тоа што на некој нанос, на некоја падина имаме поголем нанос и ние не можеме да испречиме тоа, поради тоа што ќе ја скршиме до ледот, ќе направиме една лавина, ќе не земе, без разлика дали денот е супер, не е супер, сонце, немаме воопшто ветар, температурите се добри, ама треба да ги следиме временските услови во текот на целата недела. И сад за такво нешто имаме професионалци кои се грижат, нели, за сето тоа да биде побезбедно, да немаме такви несакани случувања. Ние се грижиме, работиме на тоа. Еве, чисто имаме сега ние тура на Мусала оваа недела, на највисокиот врв на Балканот. Се следи времето, беше со ветрови до, не знам, 40-50 до минус 28 дојде температурата, што е више загрозувачки. Да. Воопшто нема да биде пријатно, само тие што ќе имаат страшно добра опрема, ќе може да се качат горе. Но како доаѓаше, нели, како доаѓа се движи понавака, најверојатно тоа што лошиот бран доаѓа на Македонија го потиснува топлиот воздух и ние добиваме многу добро време на тој период мислам на тој предел од планините, да. Добиваме многу добро време, не добиваме ни ветар дури. Ветерот го спуштина на 5, значи ќе имаме горе,
ќе славиме нова година, значи ќе се соблечеме, ќе се сликаме. Горе имаме прекрасни, ќе имаме фотографии, пошто се крши времето, имаме убави менувања на вакво, на светлината. Од портокалова кон виолетови се менуваат многу бои, додека искочи сонцето. Ќе прославиме, потоа ќе идеме во бања, малце ќе се избањаме на топли гейзери. Тргнувате рано наутро, утре рано наутро, за да може да се ужива во таа гледка точно пред изгреј сонце, или како што ме спомена ти пред малку, да едноставно оно кое што важи за тоа место е да се замисли жилба, особено кога имаме можност така да го гледаме изгреј сонцето или раѓањето на новиот ден, ама на таква висина. Така е, многу убава симптоматика поради тоа што се качувате во ноќе, како што кажа, во околу 4 часа тргаме од домот, пошто ние претходниот ден ќе го идеме подолго, поише од пола пат, ни останува многу помалце, ама тоа малце уствари е во чиста темница со челни ламби, убаво изгледа и тоа е фино дружење, интересно е. Се качуваме низ изгреј сонце горе, а мусала како поим значи мусала молитва кон Господ. Од период, мислам тие луѓето тука ше е направено некој мит и во тој момент кога си горе на самиот врв, помеѓу баш овој период од годината на Богојавление, сонцето помеѓу две планинчиња искача некои 2 секунди под вас. Имате таков мал момент да доживеете што никогаш сонцето не може да биде под вас. Секогаш некако се раѓа у средина вака од Олим на пример искача од морето, ама не се гледа тој дел, се гледа некако има нешто што не можеш да видиш, па искача сонцето. И овдека е така некако имаш 2 секунди чувство дека си голем, моќен. Едноставно, не си тоа е нормално, ама имаш момент да си посакаш желба. Тоа е таа желба, место за молитва, се помолиш на нешто што го сакаш. Не знам, сите имаат различни желби, си добиваат. Сам со себе си се изборил, си дошол тука низ изгреј сонце. Убаво е, преубаво е. Да, убаво е да се слушне, убаво е да се види на фотографија, но најубаво е да се доживее вистински, бидејќи тогаш тоа и вистински така можеме да го почувствуваме и тоа се моменти и ситуации за кои што може да посведочат планинарењето и сето тоа ја прави таа убавина, ако тука ги земеме во предвид и сите бенефити кои што ги има планинарењето и движењето во природа по нашето здравје, за кои што сите сме свесни, но некако од време на време можеби поради сплет на околности или други наши приоритети забораваме на тоа и малку ги минимализираме во нашиот тековен живот во секојдневието. Па да, голем придонес има планинарењето. Значи, вака студии не сум читал, можеби ми даде навака кога доаѓав на размислување да прочитам некоја студија да некој има напишана за планинарење, за бенефитите. Ја ќе зборам чисто од себе што имам доживеано. Значи, најпрво во општеството тука се доживува многу голем стрес кај нас. Да. На планината кога се качи да го отидете, тој оксидативен стрес, тој стрес воопшто било каков, некако го испуштате по пат. Значи не знам како тоа може да се научи, најверојатно со некоја јога сигурно би можело, да тој стрес едноставно од тебе искача, ама сам по себе. Значи не се ни трудиш да го избегнеш, да се смириш, само по себе од што одиш, дишиш најверојатно чист воздух, тие минерали што самата планина ги средува хормоните, страшно ги средуваат добро хормоните, значи тој баланс хормонален го прави како што треба човекот да го доживува. Ги отвара плуќето, значи едно утро во шума, борова шума, вие како воздушна бања. Сега поимот воздушна бања воопшто не знам колку значи, ама сам по себе знам дека тоа е нешто што треба да се плаќа за да се бајле, да се отиде, да однесе некој наш у шума, да дишиш и да се вратиш тука, да продолжиш. Значи тоа е неверојатна работа. Особено затоа што живееме во загаден тоа не ќе да го коментирам воопшто, така е, да. Тоа е страшна работа. Да. Друго го подобрува спиењето. Значи кога ќе се вратите од планина, во наредните 3 дена спиете као бебе, значи ништо не ве буди. Имаме ние некои сега модерни сати, ни мери длабоко спиење, вакво спиење, значи тоа нема да искочите од тие длабоки, од тие рем ситуации, пошто телото ќе ви биде толку благодарно што сте биле горе, ќе ви дозволи да го одморите до максимално. Не знам, болки во зглобовите, не дај Боже нешто да сте болен кога на времето кога беше ковидот, па се лечеше горе, го лечеа луѓе во вакви услови, го лечеа во градски услови, скам да кажам. Го лечеа по, не знам, по 7 дена, по 10, горе се лечеше за 2-3 дена. Значи, некои такви заболувања, самата природа ги лечи. Да. Не знам како, дали газиме на чаеви, дали тоа мириса, дали самото тело, што е, значи, се што е воспаленија на зглобови, воспаленија на
на нешто, све тоа се регулира тотално само од себе. Самото тело е магија, таа магија се уклучува горе и едноставно работи, функционира баш како што треба. Да, и тоа така е, може да го посведочат од некои што поминале низ сето тоа и оние кои што биле дел од повеќе такви ситуации за да може да го видат примерот и ке другите, но и неретко гледаме дека навистина луѓето и преку своите лични искуства навистина се задоволни и може да ги приметат разлики. Поради сите овие причини што ги набрав сега од моја страна, затоа доаѓаат луѓе, затоа има се повеќе планинари, се повеќе друштва се отвараат. Сакаат луѓето да поминат што повеќе време во природа, сакаат да бидат сами со себе, да се видат, пошто таму се пронаоѓаш. Едноставно ете, нели што сме читали еден куп книги, сите луѓе што биле на страна сами, испоследници нешто се понашле сами, знаат кои се, знаат ја знаат моќта на своето тело, физичката, на пример, мускулната маса се зголемува, се намалува, нели мастите се намалуваат, холестеролот го намалува, све се намалува. Едноставно само по себе си доаѓа да самото тело се средува за да може да ти дозволи да одиш ти. Пошто ти ако ги имаш сите тие несакани лоши работи во тебе, во спаленија, телото нема да може да ти оди. Ама тоа лека по лека првиот чекор. Многу ме изненадува што има многу нови, поготово има, сега ќе кажам, жени што се јавуваат за прв пат да пробаат да почнат. Сега, ајде, окей, валјда нови регулативи во новата година, па пробуваат сега во зимски период се јавуваат. Сите ги окей, сето тоа е добро, ама во зимата не е баш добра за почнување. За почнување за планинарење. Пролета е супер. Значи пролета е новата година наша каде што треба да започнеме со качување со нови луѓе, нови предизвици, да. Цели кои што ги имаме, но дали и планинарењето за сите оние кои што имаат такви цели, значи некои сакаат да почнат во теретана, некои сакаат да почнат со некаква друга физичка активност, некои токму со планинарењето, но што се разликува тука? Поточно дали планинарењето може да го замени одењето во теретана или посетувањето на некој друг спорт така во затворен простор и што е она кое што ако зборуваме точно за почетниците или оние кои што сметаат дека сакаат да направат некаква промена, а тоа е спортување? Спортувањето е најдобрата промена што секој човек може да направи за себе. Да си дозволи од својот секојдневие, да си дозволи 30 минути, да си дозволи 40 минути, да си дозволи цел ден. Значи тоа е најголемиот благодет што може да си го дадете, ќе го поклоните во новата година на себе. Теретаната само по себе е градење на мускули, на мускулна маса, намалување на мастите, додека пак одењето на планина бара малце поголема кондиција од теретаната. Теретаната не знамете, може да се изработи за 30 минути, 40 минути, без разлика како вие тренингот, ама на планината не може да, ако не си одвоите пола денете водно нека биде, ние што сме побрзи 2 сати, па знаеш да си го регулираш тоа пола сат догоре, назад едно горе ки спијам овак, едно чајче, ке се вратам, сат, 2 ки изгубиш. И со патот нели натаму наам. А додека пак, ако сакате убав тренинг, значи да бидете стварно да пукате од здравје, кој што викаме ние, тогаш ќе ви треба еден ден. Еден ден за вас, а кога ќе го имате тој ден за вас, ќе сакате да бидете, пошто ние нели ќе бидеме покрај вас, ние ќе кажуваме едноставно некои шали, досетки, вас ќе ви биде многу тешко, ќе викате како вие луѓе зборат и одат, види го јаде. Вие ќе чурите, ќе вадите пот, тоа ќе се менува внатрешно структурата на вашето тело цело време, додека не ја средите, ќе викате како сега ја да го средам ова за да бидам како нив, и тоа ќе треба да почнете на водном на 2 сата да бегате од дома, да си најдете време, да се стабилизирате и после кога доаѓаме на тури заедно кидеме, ќе ни биде супер. Да, значи треба прилагодување, поточно има чекори како се почнува и докаде и како може да се стигне. Дејан, ќе те прашам и за следните активности, за тоа колкав е интересот и на планинарските тури кои што веќе постојат, но бидејќи ја гледам нашата соговорничка во моментов дека веќе е на линија, јас не би сакала со оглед на тоа што се поврзуваме со Маврово и е тек на работното време на Елена Кимовска-Гировска која што е заедно со нас сутра во сутринска на Тилма, ски инструкторка од ски школата Маврово. За да се поврземе вака и да не ја задржувам Елена веројатно во ладното Маврово, јас би продолжила со разговорот кој што е во контекст повторно на планините и за што е она кое што всушност е придобивка по здравјето и да сме активни на снег, но и за отворањето на новата ски сезона во Маврово и интересот за скијање конечно. Елена, добро утро. Добро утро, ве поздравувам вас во студиото и сите што не гледаат.
Поздрави од нас во студиото, до тебе и до сите оние кои што во моментот или во овие утрински часови се во Маврово или конкретно на терените, веројатно вие инструкторите и оние кои што имаат закажано час. Така, поголем дел од екипата на ски школа се веќе горе на ски лифтите, распределени со своите ученици и се почнати со тренинг. Јас за ова јавување одвоив малце време и останав тука доле, каде што ни доаѓаат туристите, значи првен да си купат билети и со жичерницата се качуваат нагоре. Денеска имаме прекрасен ден, значи нема ветер, ведро небо, а паѓаат некои ситни снегулки така од небото, што значи може оваа снежна покривка и да ни се освежи. Да, одлично. Тоа е убава вест за оние кои што сакаат можеби викендов да дојдат во Маврово. Имаме продолжен викенд, но и за оние кои што веќе се таму, а кои што сакаат да скијат и да уживаат на снегот. Она кое ние го зборувавме во студиото е колку е важно да поминеме време на планина, без разлика кој е оној спорт кој што ќе го практикуваме. Зборуваме за планинарењето во зимски услови, но во зимски услови апсолутно се добродојдени и зимските спортови, меѓу кои и скијањето. Па еве конечно ни започна оваа скијачка сезона. Во дилема бевме дали ќе се отвори ски центарот Маврово. Информацијата сепак пристигна и за сите оние кои што очекуваат, тоа беше добрата вест. Почна да функционира и веќе можност да се скија токму во Маврово. Па ајде од еден професионален аспект да речеме колкав е интересот оваа сезона, дали има посетители и што е важно да знаат оние кои што можеби сакаат оваа година да започнат да учат да скијат. Така, оваа сезона не започна пред неколку денови, значи имаме снежна покривка што е одлична. На сите ски лифти се скија, значи на едната стаза што е под жичарата, горе на трите стази каде што може да скијат почетници. Исто така на Галички, таму има 2 ски лифта, денеска ќе го отворат и на Белички, тоа е највисоко и најдалеко на ски лифт ни е. На оној што го викаат плавиот, има покреток и подолг, исто функционира, тие се така пострмни стази, каде што оние што сакаат повеќе адреналин може да ги посетат и да си вежбаат. За сите скијачи, а и бордери, значи нашата школа нуди услуги за да научат нели да скијат и да бордаат, но исто така нудиме и услуги каде што може да го подобрат својот стил во скијање, значи за полесно совладување на секаков тип на стази и да го подобрат, значи да подобрат својата техника. Она што им е потребно, значи да имаат добра волја, да дојдат тука, опрема има да се изнаеми, значи не е неопходно да купуваат опрема за скијање. Потоа си купуваат билет тука на ски центарот и си го користат цел ден. Значи од 8:30 до 4 часот работат жичарниците и ски лифтовите. И мислам дека е тоа. Да, обично кога зборуваме за скијањето и некогаш нели прашањата кои што често постојат е идеалната возраст кога да се започне со скијање. Гледаме мали дечиња кои што родителите сакаат, имаат амбиција, секако во согласно со желбата на детето, да ги запишат уште од мали нозе, но се разбира тука е апсолутно потребна консултацијата со инструкторите која е идеалната возраст за старт или за почеток ако зборуваме за децата. И знаеме дека во текот на животот возрастните пак ако немале можност како деца им се раѓа желбата да во текот на животот или во подоснежните години почнат со учење, па што е најидеално или која е идеалната возраст и во детските години, но и доколку тоа го одлучиме малку кога сме повозрасни. Така, во нашата школа имаме ученици од 3-4 годинки кои редовно, значи и родителите, но и дечињата сакаат да започнат со скијање, тогаш пристапот е нормално прилагоден за нивната возраст, каде повеќе низ игра за да го засакаат снегот, низ некои вежби кои се како забавни, кои повеќе личат нели на игра на снег, совладуваат одредени техники за да ги управуваат скиите и сноубордот. Но според мене лично, значи може некој да не се согласи, мислам дека децата најголем напредок, она најефективно и најбрзо напредуваат кога веќе се на некоја 7-8 годишна возраст. Тогаш затоа што нели одат и во училиште, знаат да почитуваат насоки кои им се даваат, знаат веќе лево, десно, кога им се дава команда како да направат позицијата со телото, притисок на нозете, поубаво тоа и пофокусирано мислам дека го примаат и можат да работат. И тренингот на вистина од час во час вродува со голем бенефит. Најчесто на родителите знаеме да им направиме и снимка пред и потоа и дечињата имаат страшно голем напредок после 1 или 2 часа.
Ако претходно полека, целите згрчени се пуштале, на крајот на часот веќе слободно и безгрижно си скијат надоле. Што значи мислам дека така, 7-8 години дека е перфектна возраст, но убаво и порано да се донесат дечињата на снег, за да го засакаат скијањето снегот, затоа што планината и скијањево ни нуди стварно преголем бенефит. На чист воздух сме, спортуваме, оттргнати сме од телефони, екрани, значи она што цело време нели не окружува во другиот период од годината, и мислам дека е перфектна активност за децата да ја засакаат, после тоа да видиме ние како родители раат во наредните години. Така е, одлично кажано, Елена, и тоа е едно вистинско заокружување во контекст на нашата тема и за тоа што значи да се биде активен на снег и да имаме малку поголем престој, но се разбира и како инвестиција на нашето здравје и на здравјето на нашите најмили. Благодарам за ова вклучување, посакувам пријатна работа и успешна сезона и верувам дека ќе имаме можност повторно да бидеме во текст со вашите активности, со она кое што е исто така интересно за нашите гледачи. Така, фала ви многу и на вас за приликата да се слушнеме директно тука од Маврово. Сите може да не следат на социјалните мрежи на Ski School Маврово за сите информации. И за часовите, но и за условите што се на Маврово моментално. Така е. Поздрав, Елена. И ете, ако слушнавме од Елена дека имаме и дополнително освежување во однос на снегот, тоа е повторно убава вест и кога зборуваме за движење во планина, па и за оние кои што не скијаат, туку кои што сакаат само да пешачат на снегот и да уживаат, и тоа е доста добра активност. Супер, како не, супер чист воздух имаат сега со новото паѓање на снег. Супер ќе им дојде. Така е. Кога зборуваме за зимски услови и конкретно за планинарењето, веројатно искуството покажало некои непријатни ситуации, особено за оние кои што можеби и биле неподготвени или пак имало некои други фактори. Сте имали ли такви случаи за планинарење во зимски услови кои што сепак биле непријатни и кои се некако лекција дека навистина за во зима треба да се подготвиме? Ние како клуб многу помалце сме имале такви, ама и те учиме од сето тоа што не обкружува. Во зимски услови највише има, нели, се лизгаат на некој делче каде што е заледено под снегот кај што го газиме, па луѓето знаат да паднат. Најголемо нешто е чашување на рамо. Значи, качувавме на кај Езерски врв, тоа е многу долга и тешка тура, значи страшно за луѓе што се стварно добра кондиција, пошто и темпото е брзо поради тоа што сега деновите се многу кратки, нели, треба до 4 сата да бидеме доле. И девојка една за да сликне само на страна од патеката се истргна, пропадна меѓу две карпи, ногати пропадна и да се фати на карпа и искочи рамото. Вие не знаете само едно такво движење, мало, кратко, само за една слика да направи, да не фати вака уред, колку ние, мислам, колку сето тоа е тешко за да се симнете од горе. А тоа е рамо. Замислите да е некоја нога, нешто. Тогаш правиме носилки, ја виткаме во фолија, ама пак и блиску е земјата, ние ја носиме, ама постудено е хипотермијата се раѓа, тука мора све што е топло, значи многу има непознати што се решаваат за не дај Боже ако нешто се случи. Тоа се попатно и тоа треба брза реакција, треба да се предвидат многу работи и така. Иначе нели знаеме и за немилиот настана кај Макчалан. За толку една лесна тура, тоа се едни брановидни брда, што толку лесно може да се изгубите, а толку лесни за качување, лесни за спуштање, тоа, значи, ние таму каниме од 70-77 години. Значи, без никаков проблем. Сите се качуваат. Значи, дечиња сами ги пушташ, сами не мора ни да го мотивираш. Прелесно, има едно искачување кај што е првиот ски лифт и после тоа беше така брановидно. Се одмараш додека идеш, разговараат сите, голема ратрак патек има, значи голема, по 10 души идеме вака у линија, до црквата, таму е врвот. Немил настан. Значи, не секогаш работи што може да се предвидат, така или... Брзо се менува времето, тоа она вика сега супер е, нема ветер, супер, ама може заштитена е од самото било што паѓа тука, кога се качи горе, ќе почне да дува ветер, други ќе остае јакната доле, ќе рече топ, ќе скијам да не ми тежи планинари да збориме за нас. Нешто и од таа страна више се сменети временските услови. Мора да се пази на све, мора сите тие ние и сите што ги дават опремите на листите како да се понашаме, сето тоа треба да се прати до последна точка. Ако нешто е заборавено да се укаже.
Да. Ете, јас сум заборил и се извинувам. Челна ламба да ставам, пошто ние кидеме ноќе, се сум пишал, ми искочило дека нема. И одма водичите сите, чекај, челна ламба. Не може, мора се да биде до детал. Дури некојаш учесниците, да, кога се некои поискусни знаат дека нешто е испуштено во тоа, ние што го даме као програма, нели, пред секој искачување за знаат луѓето кај се движат, што прават, во колку сат, кај да бидат, кога ќе јадеме, пошто мора да си има ред. Замислете вие на 100 луѓе, кога секој да му текне, сега ќе јадам. Да. И што ќе биде тоа? Да, мора да има сега ред. ќе одмарам, сега ќе правам ова, не може. Да, се план е и организација, диригирано, да. така е. Но затоа се тука водичите, оние кои што се преси искусни, оние кои што ја водат турата, но исто така за да се биде дел од одредена тура, зависи каде се оди, веројатно постојат одредени критериуми, не може секој да биде присутен на секоја тура Така е. По своја желба, мислам, треба да има некаква одредена кондиција. И поете ние водно ни е нас мерка, како колку пати го качуваш водно, колку брзо качуваш водно, колку си активен, што тренираш. Секој спорт си има тежина и ние со теков на годиниве, кој што скоро 2 децени, знаеме кој спорт колку носи тежина во нашава, мислам, колку носи јачина, да кажеме, во нашава бранша планинарење. Доаѓа со теретана, знаеме колку може да биде брз човекот, колку може да биде спорт човекот. Трчам, ваму правам ова, знаеме колку може, кај може да го вклопиме, пошто ние кога ги правиме групите, кога не се поголеми групите, имаме ги двоиме, за да едните не се ладат, другите не може да стигнат. И правиме брза група, се качува втора, пак се дружиме, на некои паузи поголеми, пак се дружиме све. На врв се дружиме, ама за тие луѓе што се понапредни, да не ги чекаат луѓе што сега почињат, правиме 2 групи, некојаш и 3. Така се поделуваме. Така ги работите. Мора да бидете спремни. Не може на тура што пишува дека е средно тешка, да дојдат почетници. Почетници пишува лесна тура за почетници, тура за секој. Мислам, луѓето порано не читаа. Порано беше како сега нешто во последно време се шири муабетот, нели, низ овие спортски центри, теретани, јога и сегде се шири дека вака, така е, читаат, малце гледаат, имаме сега малци и поголем клуб сме, имаме помлади луѓе што прават клипови, рилчиња, сториња. Тоа подостапно да е, се види, да се едуцира и да се дознаат сите оние можеби важни моменти или клучни работи кога зборуваме и за планинарењето и ако сакаме да почнеме или веќе ако сме тргнати кон овој спорт кој што апсолутно носи бенефит како што зборувавме. Кон крајот веќе заокружиме со вашите планинарски тури, рековте утре наутро заминувате за Мусала, што е следно, што е она кое што е на вашиот распоред и каде може се разбира да се најде и за поздрав уште тоа ќе го потенцираме младите генерации или се повеќе млади планинари и интерес за планинарење. Така е, тоа е, новите генерациите видов некои дека они не пијат доволно и овие компании што произведуваат алкохол, као 30% им паднала и тоа е еден голем поздрав, секоја чест за новите генерации. Ние не успеавме тоа да го направиме, пиевме кога сме млади. Они се бават со спорт, имаме членови по 20 години што трчаат маратони, тоа вака, кај искачаат деца, вака, не ни чудно ни е. Ствари, тие се многу добри нови генерации што се кладам дека наредните генерации што ќе следат ќе бидат уште подобри од нив. Што ги менуваат работите, некои работи Дај Боже да ги менува, дај Боже. Тоа би било најголемиот бенефит за сите нас, што ќе бидеме уште живи. Сега нашите следни тури би биле, ќе кажам 3 поголеми, имаме онаа бесконечна трансферзала што јас мислел некој во Струмица или Гевгеле, извинете, не знам, стварно не ми текна кај живее човекот, и ние сме доволно луди да идеме, пошто тоа е една осмица од 2070 километри што се оди сигурно во 6 години и како дел од одсечки ние само ги поменуваме. Таа ни е интересна, ќе ја правиме 12 пати во година. Ние имавме баш разговор за македонската трансферзала. Да, супер се дечките, супер е све, супер смислено. Ние така ја одиме цела, пробуваме да изодиме, па ќе видиме што ќе направиме. Стварно е тешка, сегде се поминува, има места каде што не е поминато, па се пробива. Добро, уште еден предизвик плюс. Убав, да. Тука имаме така спремни луѓе од клуб. Втората ни е Тито врв Зимско, тоа е една традиционална што ја правеше трансферзалец на времето, па ја откажа, имаше тамо некои несакани падови, скршеници, овоне и кога видовме дека не е окей, они откажат, треба голема организација да би традиционално, треба да има многу спасувачи, Црвен крст, доктори, тоа се тоа кошта. И ние ја земавме како ќе ја продолжиме, ќе ја одиме, ама само во наша, значи колку што можеме да контролираме, не е отворена за сите, ние за ова, планината е за сите, кој сака нека си оди, ние контролираме оваа група, таа ни е на 1 февруари, многу тешка, значи се стартува од 5 од Скопје, стигаме таму 6:30, се враќаме у 7 вечерта дури, значи тоа се одат 12 добри часа до Тито врв и назад по зимска патека. Скоро 2000 метри вистинска разлика, не знам, 20 и колку 4 километра.
И имаме уште една многу добра тура, таа е за сите тура отворена, што кажав преска, кај Макчалан, ние викаме Кајмакот. Во Грција се качува кај Макчалан, се посетува воден, идеме во бањи, завршуваме во една кафана со македонска музика, со храна, така убаво, све. Да се заврши, нели, Да. дружбата и Тоа е за Свети Трифун, Да, за некој духовно. Валентајн. Да, Така да одлично. повелете, ќе има дружба, се дружиме исто и од Србија ни доаѓаат голем број на гости, со нив заедно го правиме тоа, така. Меѓу другото со планинарењето и одлична социјализација и одлична Да, дружба која што носи спомени и фотографии кои остануваат за секогаш. Благодарам Дејан за гостувањето, ви посакувам успешни планинарски тури благодарам. и се разбира што повеќе планинари како почетници, така и оние кои што веќе започнале, и целта им е да бидат навистина активни на планините, а сето тоа за добро здравје и одлична кондиција. Да, ви благодарам што ме поканевте. Се гледаме во следна прилика, со вас имам одлична соработка, пак ќе бидеме во текти со останатите новости и информации.